Добро вечер, ги следите урбаните вести на МТМ телевизија. Управата за јавни приходи почнува со активности за поедноставување на процедурите за пријавување и плаќање на персоналниот данок од доход, односно издавање предполната годишна даночна пријава по електронски пат. Со оваа информација ги започнуваме урбаните вести. Во продолжение следуваат насловите за денеска. Жители на општина Петровец во посета на Сребреница. Нови велосипедски патеки на булеварот Свети Климент Охридски. Детските игралишта во Карпош, цел на вандалите. Јавното предпријатие Комунална хигиена со апел граѓаните да не одложуваат кабаст отпад и шут во контейнерите. 20 жители на општина Петровец од различен етнички состав вчера заминаа во Сребреница за денеска да се поклонат пред гробовите на загинатите во геноцидот за време на војната во Босна и Херцеговина. Превозот го овозможи општина Петровец. Во меморијалниот центар во Поточари, покрај Сребреница, денеска беше одржана традиционалната 22-та комеморација за жртвите кои настрадаа во масакрот во овој град за време на војната во Босна и Херцеговина. Според проценките во Поточари денеска се собраа меѓу 25.000 до 30.000 луѓе од целиот свет, меѓу кои и луѓе од Македонија од мешан етнички состав. Автобус обезбеден од општина Петровец трета година поред тргна од Скопје до Сребреница со цел да овозможи и на бошњаците од оваа општина достоинствено да се поклонат пред гробовите на загинатите. Градоначалникот на општината Борче Митевски истакна дека општина Петровец во целост ја поддржува иницијативата на Сдруженијето Диван за посета на Сребреница. Оваа година општина Петровец е генерален спонзор на сите оние жители од општина Петровец и пошироко кои сакаат да идат во Сребреница да го посетат местото каде што во виорот на војната загинаа повеќе од 8300 луѓе од Босна и Херцеговина. Еве општина Петровец ја покажа својата хуманост на дело. Секогаш ќе стоиме на располагање, ќе обезбедуваме превоз за сите оние жители кои сакаат да отидат во Сребреница, да се поклонат и да положат свежо цвеќе на загинатите во виорот на војната. Адем Бајрам, представник од Демократската партија на турците, нагласи дека на комеморацијата во Сребреница ќе учествуваат заедно со Сдруженијето Авас. Овој срам за човештвото не сме никогаш да се повтори, додаде Бајрам. Верувам дека во историјата веќе нема да се понови овој наглемет срам на човештвото, геноцидот што се случи во 1995 година. Во културниот центар Сребреница вчера беше одржана комеморативна седница за бошњачките и српските жртви. Марш на мирот за Сребреница се одржа и во Скопје. Маршот започна од пред Мурат Пашината џамија во старата скопска чаршија. За време на маршот беше прочитана овогодинешната порака на Сдруженијето по повод одбележувањето на геноцидот над бошњаците. Бошњаците сметаат дека во Сребреница се случил геноцид, додека властите во Србија и Република Српска сметаат дека во тој град за време на војната се случило воено злосторство. Со цел овозможување по безбедно движење на велосипедистите, градот Скопје работи на велосипедските патеки по должина на булеварот Свети Климент Охридски. За да се оневозможи узурпирањето на велосипедската лента, се поставуваат заштитни столпчиња. Во рамки на реализацијата на проектот за нова велосипедска инфраструктура Скопје Велоград 2017, град Скопје информира дека изминатиот период работи на велосипедските патеки по должината на булеварот Свети Климент Охридски во централното градско подрачје. Увид во работите денеска изврши градоначалникот на град Скопје Куце Трајановски, кој истакна дека со реализација на овој проект првпат во Скопје и во Република Македонија, дел од велосипедската патека ќе биде на самиот коловоз. Поточно се одзема дел од просторот за автомобили и ќе биде наменет за велосипеди. Ова се реализира на дел од булеварот Свети Климент Охридски, на потегот од крстосницата со улицата Димитрија Чуповски и булеварот Митрополит Теодоси Гологанов, до крстосницата со булеварот Илинден кај објектот на владата, истакна Трајановски. На овој простор, како што рече, последната коловозна лента ќе биде наменета за велосипедистите, каде е обележена со посебна лента, а на лентата за подобра видливост се поставени ката диоптри.
Ова е прва велосипедска патека која спуштаме на коловозот од владата на Република Македонија до Нова Македонија и од другата страна од ЕУ центарот до владата на Република Македонија. Ова се еластични стопчиња кои што не ги оштетуваат автомобилите, ама им создадуваат едно незгодно чувство дека влегуваат во еден терен кој што не е за автомобилите. На овој начин сметаме дека ќе се зголеми многу безбедноста на велосипедите кои се движат по оваа велосипедска патека, воедно ќе се зголеми дисциплината на велосипедистите и другите кои што користат моторни возила да не паркираат тука и мислам дека ќе се зголеми и проточноста на движење низ овие булевари. Трајановски апелираше возачите да не паркираат на велосипедските патеки и да не застануваат на путегот каде велосипедските патеки ќе бидат на самиот коловоз. Постојано застануваат автомобили, таксисти, а сега па гледам дури и комбиња за превоз на патници и тоа добро им дојде. Значи ние ќе се ангажираме, а прво апелираме до полицијата и секојдневно ќе се ангажираме да таа патека биде расчистувана. Специјалните гумени заштитни столпчиња се со висина од 30 см. Еластични се, имаат портокалова боја со бела рефлектирачка фолија за подобра видливост и при удар се враќаат наназад, поточно не ги оштетуваат возилата. Преостанатиот дел од велосипедската патека е по должината на булеварот Свети Климент Охридски, од крстосницата со улицата Димитрија Чуповски и булеварот Митрополите Одосиго Логанов до крстосницата со улицата Свети Кирил и Методи, кај зградата на Нова Македонија и седиштето на ЕУ од другата страна. Работите на терен ги изведуваат екипите на Урбан Дизајн Дуел, зашто град Скопје ќе издвои 2,7 милиони денари. Масовно се уништуваат детските игралишта во Карпош. Прилогот на оваа тема е малку подоцна во вестите. На повеќе локации низ општина Карпош се одвиваат акции за летно освежување на општината, со засадување на цветни аранжмани. Одделението за хортикултурно уредување при општина Карпош деновиве спроведува еколошка акција за насадување на цветни садници ширум локалната самоуправа. Во план е вработените да засадат околу 60.000 растенија на потегот од двете страни на булеварот Партизански одреди, почнувајќи од улицата Рузвелтова во Карпош 1 до мостот Обединети нации во Влае. Од јужната страна на булеварот жардинерите ќе ги красат растенија од типот Тагец еректа, меѓу народот познати како джунџулиња и Колеус копривка. На северната страна од булеварот се засадува бегонија. Природно разубавен е и кружниот тек кај средното училиште Ѓорге Димитров со 2500 цветови од типот салвија, а исто така е уреден и плоштадот Делфина со 4500 флорални насади. На плоштадот во Карпош 3 се засадени 3000 садници од различни цветни аранжмани, информираат од општина Карпош. Општина Цинтар започна акција за дислокација на дивите пазарџи околу Зелен пазар и пазарот Буњаковец. Од општина Цинтар информираат дека пазарџиите биле навремено известени за постапката која следува. Акција за расчистување и дислокација на дивите пазарчи и нелегално поставените тезги околу Зелен пазар и пазарот Буњаковец започна општина Цинтар во координација со секторот за внатрешни работи Скопје, Сообраќајната полиција, секторот за инспекторат на град Скопје, државниот пазарен инспекторат и јавното претпријатие Паркинзи на општина Цинтар. Општина Цинтар, како што информираат преку соопштенија и флаери, ги известиле препродавачите да ги дислоцираат нелегалните тезги, како и дека по истекувањето на законски дадениот рок ќе следуваат и казнени мерки. По заедничката акција, како што се наведува во соопштението, за дивите препродавачи ќе бидат изречени парични казни или одредена општо корисна работа, а робата ќе се одзема со казнени мерки. Продолжуваат вандалските активности на поединци кои ги уништуваат објектите од јавен интерес. Овој пат на мета се детските игралишта во општина Карпош. Оштетувањата на реквизитите се забележани на сите 60 детски игралишта. Вчера во доцните вечерни часови, уште едно детско катче во општина Карпош се најде на удар на вандалите, имено од досега непознати сторители. Вчера вечер беше целосно демолирано детското игралиште во урбаната заедница Влае 1.
Ваквите деструктивни акти, за жал, се одвиваат со застрашувачко темпо ширум целата локална самоуправа. Само пред една недела беа уништени скоро сите реквизити и урбана опрема, кои општината ги постави на детското игралиште во урбаната заедница Злокуќани. Не беше поштедено ниту детското игралиште во урбаната заедница Владо Тасевски, кое се наоѓа во близина на млечниот ресторан. Неудамна беше одштрафена и детската лулашка, која беше поставена во рамките на новоотворениот парк во урбаната заедница Пецо Божиновски Кочо, информираат од општина Карпош. Досега на мета на несовисните граѓани беа сите 60 детски игралишта, кои општината ги изгради на својата територија. Локалната самоуправа апелира до своите сожители да се воздржат од вакви деструктивни акти, бидејќи се работи за игралишта и реквизити кои го разубавуваат јавниот простор, каде најмладите карпошани заедно со своите родители се дружат и социјализираат. Општина Карпош поднесе пријави до МВР и очекува набрзо тие да бидат расветлени. Јавното предпријатие Комунална хигиена ги потсетува граѓаните дека местото на кабастиот, електронскиот и електричниот отпад нему е место во контейнерите. Со цел овозможување на полесен начин за ослободување од непотребниот мебел, предпријатието во соработка со општините организира акции за собирање на кабаст отпад. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје апелира граѓаните својот кабаст отпад, мебел, стара електрична и електронска опрема и градежниот шут да не го одложуваат во и покрај контейнерите. Законот за јавна чистота на Република Македонија забранува кабастиот отпад да се одложува во садовите за отпад поставени на јавни површини, а јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје во координација со град Скопје и општините бесплатно го собира овој тип на отпад во организирани дводневни акции, што се одвиваат 4 пати во годината во секоја општина. Во рамки на акциите, граѓаните кои сакаат да се ослободат од стариот мебел и непотребните електрични и електронски апарати, имаат можност овој тип на отпад да го одложат пред своите домови во периодот од 7 до 9:30 часот, пошто специјалните комунални возила ќе поминат и ќе го подигнат, според однапред изготвениот распоред по местни заедници. Следната акција за собирање кабаст отпад ќе се одвива на 14 и 15 јули во општина Центар. Покрај акциите што се организираат во скопските општини, јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје на граѓаните им нуди можност во текот на целата година овој тип на отпад со сопствен превоз бесплатно да го одложат во Центарот за селекција на отпадот во Карпош, доколку имаат потреба транспортот да се изврши со специјалните возила над предпријатието. Оваа услуга може да ја побараат на бесплатната телефонска линија 0800 222 33. Услугата се наплаќа согласно ценовникот на дополнителни активности и услуги на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје, усвоен од Советот на градот Скопје на 27 октомври 2015 година и изнесува 850 денари. Според Законот за јавна чистота на Република Македонија, не е дозволено градежниот шут што настанува при градење или реновирање на домовите, граѓаните да го isfрлаат во садовите за отпад. Јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје на граѓаните им ја нуди и услугата за преземање и транспорт на овој тип отпад со специјалните возила на предпријатието. Граѓаните може да ја побараат оваа услуга на бесплатната телефонска линија 0800 222 33 и истата изнесува 950 денари. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека во текот на утрешниот ден без струја ќе бидат корисниците од дел од општините Киселавода и Газибаба. Заради закажани технички зафати од страна на Ивана Македонија, утре ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во општините Киселавода и Газибаба, информираат од Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје. Од 8 до 17 часот без струја ќе бидат дел од улиците Георги Димитров, Вера Јоцик и Средното училиште Васил Антевски Дрен. Од 9 до 15 часот без струја ќе бидат улиците 553 и Виктор Иго, а од 9 до 10 часот без струја ќе бидат улиците Иван Тургењев и Коперникова во населба Драчево, општина Киселавода. Во периодот од 10 до 12 часот без електрична енергија ќе останат корисниците од Фершпет, бензинска и склад во општина Газибаба.
Во наредните денови продолжува периодот на сончево и многу топло време. Дневната температура до утре ќе биде во благ пораст. Промена на временската состојба и нестабилна облачност со пороен дожд со грмежи и со засилен ветер се очекува од утре кон крајот на денот кон четврток, кога ветерот ќе го промени правецот во северен, а со тоа ќе има и намалување на дневната температура за околу 5 до 6 степени. Намалувањето на температурата ќе продолжи и за време на викендот, кога ќе има локална нестабилност проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. МТМ Метео е во продолжение на урбаните вести. Општина Аеродромот денеска во соработка со јавните претпријатија, паркови и зеленило и комунална хигиена почнува со акција за расчистување на мини депонии. Тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Довидување.